Është koha për intervistën e ditës. Në studio të ftuar kemi Oliver Spasovskin, përfaqësuese i Lidhjes Socijaldemokrate të Maqedonisë. Gospodine Spasovski, dobrodojdovte во Алсат. Благодарам на поканата. Како го читате резултатот од локалните избори? Дали лично ве загрижува? Резултатот е лош. Мислам дека резултатот 126.000 представува дно и јас би сакал да е тоа дното во кое што сите ние ќе застанеме. Дали ме загрижува? Секако дека како одговорен човек ме загрижува, но и мотивира да видиме што е тоа што треба да правиме за понатаму. Затоа што СДСМ представува една вистинска идеја која што има длабоки корени, длабока традиција во македонското општество и секако дека таа идеја мора да обстои. Резултатот покаже една друга димензија, во која што генерално граѓаните на Македонија покажа негативен став кон партиите. И тоа треба сериозно да се разгледа во рамките на сите партии. Ако се водиме на бројките кои ги добија, да, но вие добивте многу мал број на општини, ги изгубивте сите бастиони, ако може така да ги нарекуваме, вклучувајќи ја и Струмица. Мислам дека многу лошо е да коментираме која партија колку изгубила и така натаму. Факт е дека ние изгубивме 20 и кусур илјади гласа од претходните парламентарни избори. Факт е дека бројот на градоначалници е сведен на 6. И факт е и ова што го говорам, дека генерално во Македонија гледате колку проценти, 60% од граѓаните одлучија да не излезат воопшто да гласаат. Имаше и голем број на неважешки листи. Тоа покажува сериозно разочарување кај граѓаните генерално од политичките партии. Затоа зборувам дека сите ние треба да се замислиме како партии, како политичари, како поединци, а секако дека Социјалдемократскиот сојуз ќе треба да направи опсежна анализа, да видиме кој е најголемиот проблем. Јас сум убеден дека треба да имаме сериозно редефинирање на политиките, на политичката платформа со која што ќе настапува Социјалдемократскиот сојуз во иднина, сериозна реформа во делот на организационата поставеност и структура на партијата и градењето на коалициониот капацитет. Значи, тие се трите основни столбови во кои што ќе мора да се движи понатаму партијата. Ке барате ли одговорност или оставка од лидерот на СДСМ Венко Филипче? Знаете, во моменти на кандидирање на еден кандидат за председател на партија, избор за председател на партија, самиот тој се кандидирал за да носи одговорност и за најдобриот резултат и за најлошиот резултат. Меѓутоа кажат дека нема да даде оставка. Оставките се личен чин, длабоко морален, високо етички чин кој што се покажува. Меѓутоа, јас сепак сметам дека оваа дебата треба да се отвори внатре во рамките на органите и телата на партијата, внатре во партијата и таму да се кажат сите тие ставови кои што ги имаат членовите на партијата и преку детална анализа, преку детална дебата да дојдеме до вистинските решенија. Така да нема решение доколку преку медиумите, преку социјалните мрежи и така натаму, не знам, повикуваме на оставки, бараме решение и така натаму. Туку напротив, сериозна дебата внатре во партијата за тоа каде ние сакаме да се движиме, што е тоа што ние сакаме да правиме, кој е тој дисконтинуитет по кој што ние треба да посегнеме во овој момент, затоа што сметам дека имаме многу прашања за кои што треба да покажеме дека мора да има дисконтинуитет од тоа што било претходно, пред се за темите за кои што граѓаните сметаат дека тоа не се теми за кои што ние треба да се залагаме. Например, резолуцијата за црвените линии, за решението на проблемот со Бугарија и така натаму, сметам дека не е тема за нас, тоа е тема за ВМРО-ДПМН кој што треба да ги решава понатаму работите и да понуди решение пред граѓаните заради тоа што ВМРО-ДПМН ги доби изборите токму на оваа тема. А знаеме дека огромното мнозинство на граѓаните имаат сосема
поинаков став од тој кој што се застапуваше до сега. ВМРО е на власт, треба да решава, но треба и една силна опозиција кој ќе виси над глава на власта за да ги поправи грешните чекори. Моментално Ако сакаме да имаме силно демократско општество, ако сакаме да имаме силно демократско општество, тоа мора да биде детерминирано пред се од една силна опозиција која што има. Која е сега состојбата во Македонија? Ние имаме силно опозиционо расположение кај граѓаните, ако ги погледнеме не само бројките на оние кои што излегнале на изборите. Ако погледнеме бројот на неважички ливчиња кои што го изразиле своето незадоволство, тие се против сите партии, ако ги гледаме така. Ако погледнеме оние граѓани кои што воопшто не излегле на избори, сето тоа покажува дека имаме силно опозиционо расположение. Но дали имаме силна опозиција? Немаме. Факт е дека и опозицијата во овој момент доби намалување на бројот на гласови. И тоа не треба да ни биде на нас да бараме оправдување, туку да се соочиме со реалноста и да кажеме да, овде е реална состојбата ваква каква што е, и од тука натаму мора да се бараат одредени начини и модалитети. Затоа што постојат модалитети. Во други држави имало ситуации во кои што одредени политички партии, опозициони и така натаму доаѓале до еден, би рекол, биолошки минимум. Модалитети има секогаш, господине Спасовски, но дали има волја за тоа? Преку тие модалитети и преку методологија ќе мора да се застане и цврсто да се работи во однос на политичката платформа, во однос на организацијата и во однос на коалициониот капацитет. Веднаш после изборите Филипче кажа дека нема да даде оставка. Видовме само 2 оставки и многу критики после изборите. Лидерот на партијата и денеска најави промени во раководството со нови лица и така натаму. Дали вие, господине Спасовски, би биле кандидат за партиски лидер ако се отвори процес за партиски избори? Прво, очекувам дека треба да се седне во рамки на органите на партијата и да се разговара за тоа што е најдоброто за Социјалдемократскиот сојуз. Персоналните решенија во овој момент нема да ја решат работата. И ако мислиме дека само со просто заменување на персоналните решенија во врвот на партијата ќе дојдеме до посакуваниот ефект, тоа е сосема погрешна логика. Затоа реков, мора сериозна дебата. Прва и основна работа ќе биде политичката платформа. Да видиме што е тоа што ние го имаме, а не го прифаќаат граѓаните, и што е тоа што треба да го промениме. На основа на тоа ќе треба да се изберат секако и луѓе кои што цврсто ќе застанат за таа политичка платформа, ќе изнесат пред граѓаните и понатаму ќе се гради. Така да и релевантни се простите персонални промени кои што се, и јас не сакам да навлегувам во дебата за персонални промени. Туку напротив, мислам дека целосна дебата која што ќе значи заздравување и тргнување на И дали мислите дека стварно ќе се успее, ќе има ваква дебата каква што вие велите? Ако немаме дебата, нема решение. Значи мора да има дебата. Доколку се откажеме од дебата и внатре во партијата, тоа ќе покажува една рамнодушност која што нема да дава резултати во натамошниот период. Јас сметам дека сепак имаме капацитет сите, и луѓето во актуелното раководство и луѓето по општинските организации, да седнеме и да разговараме, да видиме што е тоа што е најдобро за Социјалдемократскиот сојуз и како таа идеја да уште повеќе зајакнува и да биде сериозна алтернатива на актуелната власт. Сакам да зборуваме пак, да се враќам на резултатот на локалните избори. Од надвор изгледа како да на овие избори имаше некој си таен договор меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за да излезе токму ваков резултат каков што излезе. Ете, во политиката перцепцијата е би рекол, важната работа која ги определува тековите во однос на политичката структура, доминација и така натаму, која што има едно општество. Знаете, кој ќе се створи одредена перцепција, а вие не превземате чекори таа перцепција да ја смените, да ја прикажете поинаква и така натаму, таа станува вистина. И на претходната
на претходните парламентарни избори се створи одредена перцепција за Социјалдемократскиот сојуз која што е во јавноста. Многу дискутабилна дали е тоа така или не е така. Меѓутоа перцепцијата е таа која што не прикажа пред граѓаните така како што се зборуваше. Таа перцепција и која што сега има дека наводно постои одредена соработка помеѓу ВМРО и СДСМ за одредени теми и така натаму, дека се тоа е направено, е перцепција која што ние мораме да ја разбиеме на некој начин, ако тоа не е вистина, и да пред граѓаните излеземе сосема. Ама тоа сето мора да се направи пак ако не се разбие, тогаш останува. Значи, волјата да се разбие перцепцијата која што има сега во моментот во граѓаните ќе биде клучен приоритет во тамошниот период. Со непоставувањето кандидати во Кичево и Струга, дали како партија се вклучивте, да речеме, во сценарието за борба против ДУИ? Јас сметам дека грешка на СДСМ е што не поставивме кандидати во многу од општините, не само во Кичево и Струга. Значи, ние немавме кандидати ниту во Тетово, немавме кандидат ниту во Гостивар, немавме кандидат ниту во Дебар, немавме кандидати во многу од општинските организации на Социјалдемократскиот сојуз. Морам да кажам дека тоа е легитимно да донесат органите на партијата таква одлука. Сега прашањето е дали таа проценка била реална, објективна и проценка која што е во интерес на СДСМ или не. Јас сметам дека имаме грешка, сметам дека ако имавме кандидати за градоначалници во сите општински организации ќе беше сосема поинаков и резултатот и на советничките листи, така да јас сакам да се бориме за СДСМ, а не да се бориме против некого. Не би се чинили дека неутралноста, да речеме, во вториот круг беше фатална за СДСМ, бидејќи со соработка со ДУИ ќе освоивте уште некоја општина? И дали евентуално имавте? Знаете, во вториот изборен круг соработка треба да има со сите кои што не ја поддржуваат власта. Јас исто сметам дека неутралност, оставање простор да се одлучува по сопствено убедување, направи одредена штета и на резултатот на СДСМ во вториот изборен круг во одредени општински организации. Затоа партијата мора да има јасен став и да прати јасна порака до членството што е тоа што ние го посакуваме. Така да не станува збор за соработка помеѓу СДСМ и ДУИ. Станува збор за соработка, односно за повикување на сите граѓани кои што се проопозиционно расположени или кои што имаат поддршка кон опозиционите партии да бидат во еден фронт. Дали стравувате од апсолутната победа на Мицковски и на ВМРО ДПМН? Не, апсолутно не стравувам. Мислам дека поголем страв треба да има ВМРО ДПМН во однос на апсолутната победа сега. Затоа што секогаш кога ќе имате апсолутна власт, тоа е врвот кој што го достигнувате во политиката и е сериозен проблем за понатаму. Меѓутоа, тоа е нивна работа. Јас не навлегувам во тезите дека знаете ВМРО изгуби толку гласа на овие избори, знаете ВМРО доби премногу, па се ќе почне да паѓа и така натаму и така натаму. Тоа не е теза која што е добра или теза која што може да биде основа за растот. Мене ме интересира многу што е тоа и што ќе направи Социјалдемократскиот сојуз во наредниот период. Дали ние ќе се поставиме добро организационо, дали ќе се поставиме добро програмски, дали ќе се поставиме добро кадровски и дали тој напредок ќе успее да ги мотивира граѓаните да застанат во тој фронт против владата. И на тоа дали, кој треба да даде одговор? Сите ние треба да дадеме одговор во рамките на институцијата, односно во рамките на органите на партијата. Уште едно прашање на крај, бидејќи малце време имаме. Го видовме извештајот на Европската комисија. Ке има ли уставни измени? Да не зборуваме за другите ред критики. Извештајот на Европската комисија одразува состојбата во која што се наоѓа Македонија во овој момент. Значи, состојба на тотална неработа, на тотална апатичност, на неисполнување на ниту еден сегмент од реформската агенда и тоа е нешто што исто така како држава, зборувам сега, дека треба да биде реално прифатено и да не се бараат изговори. Ние, за жал, како држава патиме од тоа дека бараме цело време изговори за нешто зошто не сме направили, како не сме направили и така натаму. Факт е дека
Оваа година и половина на владата на ВМРО-ДПМН апсолутно покажа дека не се мрднавме ниту еден чекор напред кон подобрување на состојбите. Дали ќе има уставни измени во моментот, јас искрено сметам дека нема да има уставни измени и дека нема да се направи чекор напред во тој дел, затоа што сметам дека ова влада не е заинтересирана воопшто да прави напредок кон евроинтеграциите, а на крајот од краиштата тоа е и најголемата нивна одговорност. Јас очекувам, бидејќи изборите ги добија на темата на Европска унија и така натаму, да го понудат решението пред граѓаните на Македонија и пред собранието за кое што ќе разговараме, за кое што јас сум скептик дека ќе се случи во наредните. За другите критики во извештајот нема да ве прашувам, бидејќи речиси ни се повторува истиот извештај секоја година, па исто беше и кога вие бевте малку на полош од власт. претходните години. И вие кога бевте на власт, извештајот имаше елементи критики колку сакаш. Господине Спасовски, ви благодарам што вечерва бевте во Алсат. Благодарам на поканата.